Најверојатно така имам промашено кафана и имам влезено у куќа наместо у кафана. Најлута случка во пијанство. За малце ќе загинев. За малце ќе ме убие. Уствари немаше да ме убие, ама имав среќа. Во Мајами, мора да се пофалам. Се поднапивме така малце. За среќа или не среќа, аз бев малце фазла поднапиен и не ме пуштија во кафичев да влезам. И се изнервирав и реков, не ми треба кафиче и седнав, зедов во 4 сата со бајле да се шетам сам низ меја. И си барав проблеми, ама среќа моја не си најдов и си стасав дома на најчена. Блекаут ја. Расправање со професорка во средно дека не сум пијан, а толку бев пијан што и самиот не можам да објаснам. Втора средно, односно завршив втора средно и буквално на 10 јуни не знам дека славеше роден ден парк и пиев водка со вкусна зелена јаболка. Се префрлив на бело вино, таква 3 литарка. Правив звезди у парка, не се Многу повраќав после тоа. И можев се совземам, не знам колку време. И пев казнета после цел распуст летен си го призедав дома. После мојот 18 роден ден лани, ми остана уште алкохол за пиење и никој не сакаше да дојде да ми прави друштво да го доиспиеме и јас сама се начукав. И са бајлето во 6 сатот отидов Битола, уште пијана. И некако како во ретроспектива си го памтам дешавањето. И одам Битола и се запознав љубовта на мојот живот, што сега не сме повеќе заедно, ама да, хај, како си? Не сум била никогаш пијана. Живи мене, значи никогаш. Онај птен да се препијам, си имам еднаш препиено екстремно многу. Тоа беше пред неколку години, Куба Либре коработеше и бевме на журка среда, ми се чини дека беше. И зедовме, браќа ми тоа што од Австрија бе дојдени и зедовме сите тројца по една флаша рум на Сепарево и плюс уште некои пијачки со други што бевме. И јас тоа шишето мое, брат, го скинав, го испив цело шише во рокот сат и нешто. Цело време си ставав и седиш, не се осеќаш ништо. И го гледам брат ми играат со кубанки, чекај јас брат, ќе станам сега. Станвење брат, за 2 милиметри зорица не ме фатеше, жена ми да ме фатеше, да ме тргнеше, паѓав во вода фикс. И одам дома брат, се нормално се движам и не знам што ми текна од кај Спасе Феникс да земам пица кифла и јогурт брат. И пица кифла супер, ама јогуртот кој испив. Леле, брат, одам во WC, повраќам, сад време, се враќам в соба, зорите ме прашуваат што правеше, повраќаше, не повраќав, мочав. Кој еден сад мочаш? Па ми се мочаше многу и салата направен. Утредента на плажа, Куба Либре, сите келнерки и шанкери ме дознаја кој сум, шо сум, заш брат, едно 20 пати појдов во WC, повраќам, душава ја поврати ми се чини. И тоа ми беше 2 дена мортус катастрофа, брат. И од тоа што ништо. Да памтев ке ти кажев, можам да ти кажам за наредното утро дека се разбудив со рана на фацата, така што мислам дека тие околу мене би знале да го одговорат ова прашање. Па тоа било одамна, после средно на факултет. Ама луда журка нешто, имало многу луди журки, така да нема шанси да ми текне и да одвојам една, бидејќи ја бев party girl. Јако. Искочени Либеро бенд пее, Иван Јованов беше? Мислам дека Иван Јованов, извини ако гледаш. И јан напиен, напред, нели, ѓомлезе така речено. Познаш друштво, ние друштво, скокаме, играме, цела вечер сум ја лупал таа довеката позади и на крај ме другарка и доаѓа преку глава, ме врти. Добро бе, престани ише. И ја светам, ти дој чутиш на другарка, ти се свиѓа. Генерално не правам глупости, мама гледа.
Не, стварно не се сеќавам нешто лудо да се десило, освен што се качувам на секоја бина што ќе ја видам. Ама и ме гледат сите. Ама тоа не е нешто лудо, тоа го правам и кога не сум пиела ништо. Така да, не ми текнува сега да ти кажам право. Прво да кажам, не сум пиел алкохол 10 години. Не затоа што сум имал тешко пијанство, туку едноставно сватив дека алкохолот не ми прави убаво и затоа престанав да пијам. А најлуда, имам многу, не знам колку имах, 14 години тогаш, и се чукавме со еден другар во Охрид. Прва работа што се случи, имаше таков еден што миеше улици. Ја трчав по него и му викав мочко и паднав. Бев у бела кушала, не бев свесен дека ми е испрдел. После тоа отидов, едни ме сретнаа, знаеа дека бев менаџер од диско, ма не бев во Охрид. И ми вика, јаве да не внесеш, и викам, дојдете со мене, ќе ве внесам. И одевме, уствари, ја знае дека има врат од позади, ама требаше помине с низ грмушки и се чуде. Ама влеговме од позади и предпоследна работа што се случи се смував со една што избегавав една година. Четврта работа се срачкавме со некои охриѓани. И пета работа, другарот кој се вративме у смешта и почна да ги црта за да ги памти следниот ден. И кога станавме, тоа не ни изгледаше на човечка фаца, а не па да ги памти за следниот ден. Така да тоа се некои 5 настани во една вечер. Не ги најдов на охриѓаните. Ево, мама го знае. Оправдано е да го кажам. Малце повеќе испивме, нема да речем дека бев пијана, малце повеќе испивме. Тоа ја го сметам за моје прво пијанство на роден ден на мој најдобар другар. И малце повеќе испивме, можев да стојам, ама тоа не е ништо лошо. И утредната мама правеше месеше кифли, мама многу убави кифли прави. Многу убави кифли, но така жешки, И не можев ни кифлите да ги миришам. Толку ми беше лошо. И бев цел ден на електролити и кажав дека виното е било лошо. Оправдано. Fair enough, киселата вода се измина рок. Во Стив пихме со еден другар од Делчево и одиме да го разбудиме Цимеро. И овој за да го разбуди, мала по џам мала. Не надворешниот џам, внатрешниот џам се крши. Не знам, брат, како. Не знам. Крши се надворешниот џам и за да го направи поинтересно, качи се на другар. Иначе ја не правя глупости кога сум пијан, брат. Може да ја да говна. Сега не пијам, ама кога бев 16 пијам за цел живот. Не знам, имам лежано на земја и кога плачено. Пошто секад кога сум бил пијан, сум плачал. Тогаш се искажувам, онака ептен. Ептен си се опушкил. Најлуда случка? Ги има многу, најинтересно, излегов од сауна, испив 2 шишиња црвено вино и не знам колку текили после тоа. И не можев нити по скали, нити по ништо да се движам, знам дека скалите ги поминував на гъс, ко мало дете се ми. На море се соблековме сите голи и почнавме да се бањаме и да трчаме по плажа. Такви. Најлуда случај, ова не можам да ти го кажам. Така да дале. Имам заспано у парк. До мене спиеше другар, еден пријател уствари, кој што исто беше така пијан, ама после тоа он се разбил и си отишол, а мене ме оставил. И пошто бевме, он повраќаше, не донесува другари, не донесува у парков, он повраќаше, ја не повраќав, бев као свеж, ама заспав и ја, и он заспал, ама после он си стана, они си отишли, јас си останав сам. Не пијам толку. Имам излезен од такси, брат, во возење. Да, па мислев дека сме стигнале
беше брат ми дипломска славеше и роден ден. И мислев дека сме стигнати пред зградава, не возеше многу брзо таксистов, ама беа слични кај што живеев и се лавале уличкиве зградиве и носе вака пијачки во мене и со лакто отворив вратава, ми падна едното шише, јас тргнав по шишето и излегов од такси во возење. Тоа е. Студент. Така беше баш. Се бањав пијан у базен. Тоа ми е најлуда. Нема да е интересно. Слободно и сечико. Најлуда случка бевме на свадба во измеѓу Охрид и Струга, потоа продолживме во Охрид. И не ни беше нешто многу интересно, меѓутоа продолживме со забавата и алкохолот. Завршија журките, завршија сите места и памтам дека бев премногу гладна и во бурекчилницата веќе немаше бурек. И не знам зошто се почувствував навредена и се расправав како може да се туристички град и на сред лето од толку сад да немаат бурек, како мислат да го продолжат бизнисот понатаму. Тоа беше многу смешно откачено. 7-8 километри пешки до дома, ма не памтам како сум се вратил. Не знам, многу бев млада и не бев во Скопје, бев во друг град. Толку многу бев пијана што не знам ни кај бев. Многу сати ми требаше да се отрезвам. Да ти кажам искрено, не сум некој што пија алкохол. Од 2 раки јас сум веќе пијана, мртва. Немам некој искуство лудо со пијанство, не пијам. Најверојатно така имам промашено кафана и имам влезено у куќа наместо у кафана. Да, тоа беше лошо, ама тоа беше у моја одбрана. Куќата и кафаната беа многу слични. Тоа беше во Узлетово. Беа многу слични и јас се тргнав еден момент да отидам некаде. Се враќам и влагам во куќата директно и гледам лево десно нема луѓе. И тука се освестив дека сум влегла у куќа, дека сум легла у куќа, не у кафана. Ама брзо се вратив назад. Ми викат, девојче, што правиш тука? Ја гледам, викам, другарките си ги тражам. Не е најлуда. Добро тоа што јам заспијано во кафиќе. Во Германија. Ама добро бев многу изморена од работа, за тоа заспив. Не испив толку многу. Да, го видов Ферус, но мислам место Ферус му реков Рефус. Упијано стање. Имам спиено надрво. Тоа ми е моја најлуда случка лична. Да, надрво си јам качено и имам легнато на гранкава. Убошто не се скрши гранкава. Бевме со друштво, бевме собрани во викендица од другар. Испивме многу бочви вино, испивме многу секакви алкохоли, ги измешавме. Игравме фудбал и правевме 300 чуда. И алкохолот мавна, пошто тоаш не бев некој пијаница. Не сум и сега, ама. И одлучив да се качам на дрво и да легнам на гранката. Успеав се качив свето, ма не беше многу згодно за лежење, си легнав до дрвото. И удрив дремка. Никад не сум била пијана. Никогаш. Никогаш. Генерално сум гледала да не се пијанам надвор, заради тоа што имам лоши пијанства, од типона ми се приспива, легнувам да спијам и едноставно ме снемува, имам тотален блекаут. Еднаш се случи само и веројатно тоа беше првото онака џуси пијанство во прва година средно, се отвараше нов кафич во Прилеп и го држеа комшите мои. И ајде, земаме резервација, се одиме со другаркиве. Измешавме се што може заради тоа што ти се познававме, но не честеа. И толку многу се испијанив, што не знам како стигнав да си појдам дома, али знам дека мама и тато не зназова, повраќав низ пенџера и фасадата и ден денеска е офлекана. Али хит беше заради тоа што во тој момент имавме гости од Атина и како што спиеше вака девојчето, јас преку нејзе повраќав. И со бајлето станав да чистам. Не знам како. Не знам како не се разбуди, јас знам дека со бајлето станав во 6 да чистам пред да станат сите, така што at least бев онака со осет. Немам ништо многу луди случаи. Имам интересни, ама толку луди не знам. Најлуда случка у пијанство, че морам да го кажам. Ова ни е као топ 3 најдобри
вечери у нашата историја на излагање со другариве. Бев многу пијан, пиевме прво узо, па ракија. Бев негде, колку бев, 15-16 години, не, 17, максимум 17 бев. И излеговме со друштво, ајки идеме у некој си кафич, таму не знам кај беше, негде не ми текнува се, многу бев лом. И со еден другар нешто правиме муабет и идам да му кажам на другаров нешто, еј брат, слушај, вака и вака, он правеше муабет со еден лик таму што го знае. Ми вика овој ликов, дај бе, трни ми се сте правя муабет со него, а ја камен пијан. Ми се сврзија точки што не треба. Го фаќам за врат, викам, шо кур сакаш бе? Еј ти ваков, онаков, шо ти ме бутка, ќе се тепаме демек, не знам шо. Се собираат околу мене и другаров, се собираат круг на едно 20 души може. А јас со флаша пиво у рак. Значи, идиот. Мал. Се буткам со овој, се буткам, пробуваат некако да не раздвојат. Ја зимам флашата, пробувам да ја скршам од глава, не можам, сваќам дека не можам зашто сум идиот, нели? Од моја глава да ја скршам не можам, нормално, да. И идам ја кршам од едно ступче и кидам ки ги брцам, замисли. Замисли ки ги брцам ја на 16 години, 17, се разбегаа сите, а другаров се згази од смење на целава ситуација. И тоа него му е најјака журка некато животот, зашто бекрија ќе заколеше луѓе. А најдобриот момент е што на страна друг пијан другар седи со некој девојче, прави муабет и вика: види ги идиотиве шо прават, види ги идиотиве шо прават, ке се колат, види го идиотов, а не знае дека сум ја. И идам до него и викам: абе брат, кај беше ти? Бе брат, вика, тука си сега со девојче. Па зашо не иде да ме видиш, да ми помогнеш? А, ти беше? Нема везе, видов ке ги брцаш, па и ти па те оставив. Но остави да ги избрцам. Тоа ми е нешто да случи. Тоа е случи. Може да е нешто неудобно што сум кажала, нешто такво да си има десано. Имам паѓано, губам баланс. Може да е нешто такво. Бевме излезени во дискотека, исто така во Гостивар. Само што си го имав дупнато увото, уште едно дупче погоре. И знам дека многу ме болеше. И упорно и кажував на другарка ми, легната мртва пиена. И кажував дека многу ме боли дупката. И таа не можеше да ме разбере за која дупка зборам. Да. И после долга дискусија свати дека зборам за дупчето на увото. Ама добро. Па, немав некој пијанство, се шујам, пиено е добар фин, филтриран алкохол, не преферирам ракија, не преферирам мастика, нешто ефтино не. Ви благодарам многу пред се вие што ме поканивте, ви благодарам многу пред се вие што гледавте и се надевам дека повторно ќе го отворите овој не канал профил и ќе ги изгледате сите други видеа што се надоле и нагоре и ќе скровате цело време дека не се спиете.